Добар ден, јас сум Билјана Јовановска, наставник по предметот Бизнес и предприемништво во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје Здравко Цветковски. Овој час ќе се запознаеме со наставна единица од тематската целина број 2 создавање и напредување на односите со потрошувачите, која се однесува на заштита на правата на потрошувачите. Цели на наставната единица: да се запознаете со основните права на потрошувачите, да знаете постапката за заштита на правата на потрошувачите и стекнатото знаење да го поврзете со реални примери. Најнапред, што е потрошувач? Потрошуваш е секое физичко лице кое купува производи или користи услуги за задоволување на личните потреби. Потрошувачите се наоѓаат во центарот на вниманието на секој бизнес. Разбирањето на нивните потреби, желби, како и начинот на користење на производите и услугите представуваат клуч за успех на секој предприемач. Правата на потрошувачите придонесуваат за подобрување на комуникацијата помеѓу предприемачот и потрошувачите, што значи и градење на подобар однос. Од тука произлегува и потребата за добро познавање на законот за заштита на потрошувачите. Правата на потрошувачите датираат уште од 1985 година, кога од страна на Организацијата на Обединетите нации беше усвоена резолуцијата 39-248, со која се утврдуваат основните насоки за заштита на потрошувачите. Овие насоки представуваат основа за развој на законодавството за заштита на потрошувачите во европски и светски рамки. Македонија, како земја кандидат за членство во Европската Унија, ги следи достигнувањата на европското законодавство за заштита на потрошувачите, а основните потрошувачки права се имплементирани во најголем дел во Законот за заштита на потрошувачите. Што содржи овој закон? Кои се основните потрошувачки права? За да ги оствариме нашите права, неопходно е да ги познаваме. Првото право се однесува на правото на информирање и право на едукација. Правото на информирање наметнува обврска за трговците да ни дадат навремени, точни и веродостојни информации за сите аспекти поврзани со производот или услугата, за да не бидеме доведени во заблуда и да можеме да направиме правилен избор на производи и услуги. Ова право подразбира дека трговецот треба да не информира за главните карактеристики на производот и услугата, цената, составот, начинот на употреба и квалитетот на производите, минималниот гаранциски рок, како и продажните услови, влијанието на одредени производи врз животната средина и здравјето на луѓето во согласно со прописите и стандардите, како и за мерките за заштита преку упатство кое што се наоѓа во производот, истакнато на амбалажата на производот или на друг соодветен начин. Право на повлекување во рок од 14 дена од договорите склучени вон деловните простории на трговецот и договорите на далечина. Потребата за сервисирање, резервни делови, замена или поправки на производот со недостаток, односно враќање на парите. Правото на едукација пак подразбира дека како потрошувачи треба да бидеме едуцирани за нашите права уште од најрана возраст, преку разни кампањи, брошури, работилници, со цел да се зголеми свеста за потрошувачките права. Во таа насока, Организацијата на потрошувачи на Македонија, преку своето советодавно биро, врши континуирани советување на потрошувачите, организира семинари и изработува брошури за едукација на потрошувачите за нивните потрошувачки права. Исто така во рамките на образовниот процес се применува прирачник за заштита на правата на потрошувачите по предметот вештини за живење. Второто право се однесува на право на заштита на здравјето и безбедноста. Ова право подразбира дека производите кои ги конзумираме мора да бидат безбедни кога се пуштаат на пазарот, се ставаат во употреба или се употребуваат, особено поради остварување и заштита на јавниот интерес, заштита на нашето здравје, животните и растинијата и заштита на животната средина. Сето ова се постигнува преку носење регулатива со која се стандаризираат условите за пласма на производите, нивната амбалажа, дистрибуција, како и употребата на пестициди, пример во овошјето и зеленчукот и други хемикалии во средствата за лична хигиена,
кои може да влијаат врз нашето здравје и врз целокупната животна средина. Третото право се однесува на право на заштитата на економските интереси. Ова право опфаќа право на пристап до разновидни стоки и услуги заради задоволување на нашите основни потреби по пристапни цени и соодветен квалитет. Заштита од нечесни договорни одредби со кои нашите права се намалуваат, отежнуваат или исклучуваат. Заштита од измамнички и агресивни пазарни практики и одговорност на производителот за производите со недостатоци и право за сервизирање на производите. Четвртото право се однесува на правото на обештетување. Правото на обештетување е едно од најзначајните потрошувачки права кое подразбира право да бараме надоме за штета која ни била причината од неисправен производ, а за која одговара производителот. Ако ни била причината штета, прво треба да се обратиме кај трговецот со цел спогодбено надоместување на штетата, а во спротивна може да бараме надоместување на штетата во судска постапка. Петото право се однесува на правото на представување, односно правото да се биде слушнат. Ова право подразбира дека сите ние како потрошувачи имаме право да се организираме во потрошувачки организации на локално и национално ниво, кои ќе ги штитат нашите интереси, организации во кои можеме да ги истакнеме своите поплаки, своите предлози за подобрување на нашите права, каде што ќе можеме да добиеме совет, како и наше представување во државните органи, каде што се разговара за правата и интересите на потрошувачките права. Каде да се обратиме за заштита? Кога се доведени во прашање нашите права во областа на трговијата, туризмот, угостителството и општата безбедност на производите, Државниот пазарен инспекторат врши инспекцијски надзор над примената на законите од страна на трговските друштва, а кои најчесто се однесуваат на безбедноста на производите, заштитата на потрошувачите, дејности од областа на трговија, угостителство, туризам, занаетчиство, заштита на правата од индустријска сопственост, како и други работи определени со закон. Каде да се обратиме за заштита кога сметаме дека храната не ги исполнува безбедносните стандарди или има сомнителен квалитет? Агенцијата за храна и ветеринарство функционира како единствен надлежен орган за контрола на безбедноста на храната и храната за животните, како и за нивна здравствена заштита. Каде да се обратиме за заштита кога е потребна заштита на нашите права како пациент? Доколку сметате дека ви се повредени правата од здравствената заштита, доколку се сомневате во квалитетот на некои играчки или козметички производи, доколку забележите несоодветни хигиенски услуги во одредени места каде што се служи храна, треба да пријавите во Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Каде да се обратиме за заштита доколку имаме проблем од областа на услугите на мобилна телефонија, интернет и телевизија. Доколку постојано ви паѓа мрежата, брзо ви се троши интернетот, подолго време немате телевизиски прием или се соочувате со сличен проблем, прво треба да се опратите до давателот на услугата со која имате склучено договор, а потоа, доколку не сте задоволни од неговата одлука или ако не ви одговори, имате можност да се обратите до Агенцијата за електронски комуникации. Каде да се обратиме за заштита ако имаме проблем со заштита на нашите лични податоци или тие се злоупотребени? Дирекцијата за заштита на личните податоци е надлежна за вршење надзор над законитоста на преземените активности при обработка на личните податоци и нивната заштита. Каде да се обратиме за заштита доколку имаме проблем со управителите на зградите или пак други проблеми со домувањето? Регулаторната комисија за домување, но случајот може да го пријавите и кај комуналните инспектори за домување. Доколку сметките за одржување на зградата не ви достасуваат, сметате дека се превисоки или пак се соочувате со друг сличен проблем. Каде да се обратиме за заштита? Кога сметаме дека одредена реклама има штетно влијание врз малолетните деца, односно кога нивото на тонот во позадина на рекламите е превисок
или пак не се добро означени емисиите за малолетната публика. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е самостојно и независно непрофитно регулаторно тело со статус на правно лице со јавни овластувања кои ги штите правата и интересите во областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги. Каде да се обратиме за заштита? Кога ни се повредени правата во областа на финансиските услуги. Надзор врз работењето на банките и штеделниците врши Народната банка, а надзор врз работењето на осигурителните друштва врши Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Каде да се обратиме за заштита, доколку имаме потреба да приговараме во поглед на лековите и медицинските помагала? Агенцијата за лекови и медицински помагала ја следи состојбата со снабдување со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала. Доколку се соочите со каква било неправилност во однос на продажбата на лекови и медицински помагала, може да се обратите во оваа агенција. Каде да се обратиме за заштита? На правата од областа на јавните услуги. Доколку сте се соочиле со нереално високи сметки за потрошено количество вода, електрична енергија, повреда на права при заснување предплатнички однос во телефонската мрежа, исклучување од водоводна мрежа или од електрична енергија, може да се обратите до давателот на услугата, а потоа и до народниот правобранител. Дали постои организација надвор од владиниот сектор која ги штити нашите потрошувачки права? Организацијата на потрошувачите на Македонија ги застапува интересите на потрошувачите, работи на подигнање на јавната свест преку информирање, советување и едукација, унапредување и имплементација на соодветна законска регулатива и потрошувачка политика. За дома имате пример за размислување за тоа дали некогаш ви биле повредени потрошувачките права и во која институција треба да се обратите за заштита на истите. Исто така треба да истражите и наведете примери за тоа кои битни информации ги даваат ознаките на производите. Може да станува збор за производи прехранбени, за производи од областа на козметологијата, за хемиски препарати, производи од областа на техниката, технологијата и слично. Ви благодарам на вниманието. До гледање.